од едукативната програма ми ја одреди пчеларското здружение, тоа е продавање на матици. Ке се потрудам, вие сте сите искусни пчелари, ова пред се е наменето за овие млади пчелари, искусни, нешто да се едуцират колку можат. Другите се, гледам, искусни сите и можеби немаат толку потреба од ова предавање. Ова е моменталната состојба во пчеларник. Она претходна беше во пролет со тревата, ова е моментално сега пред 5 дена одев таму. Снимив нешто за ова презентација, некои слайдови, го снимив пчеларникот, снимив еве 2-3 друштва, отворив да видам со погачите до како оди. Еве га, за сега пишува задоволителна состојба. Се надевам дека и натаму ќе биде така. Предмет на денешна тема е матица и нејзино додавање. Не случајно го избрав овој фонт горе со крупни букви и слайдот на матица да биде крупен. Значи, адекватно на големината на фонтот и на овој слайд е и толку голема улогата на матицата во едно пчелно семејство. Пред се таа е мајка на сите единки во пчелното семејство, онатаму е кралица многу, многу литератури се сретнува тој термин. Таа е генерал, уште како не е наречена, командант на сите збиднувања што се дешаваат во кошницата, таа фактички команди. Ако е тоа така, значи треба секогаш да се трудиме да имаме млади, квалитетни матици во нашите пчелни семејства. Тоа всушност, ако го постигнеме, добива пчеларот како една награда за својот макотрпен труд, што го вложува за да има на крај некој бенефит од сето тоа. Со самото присуство на во пчелните семејства на квалитетни млади матици, добиваме силни и продуктивни пчелни семејства, од кои имаме економски материјална добивка во вид на мед и другите пчелни продукти. И секако најважно за пчеларот е огромното задоволство кога поседува вакви матици. Секој тоа го осетил кога ќе отвори некој пчелно семејство со добра матица, значи задоволството е огромно, навистина, и посакува сите пчелни семејства да му се такви. За да тоа го постигнеме, треба да вршиме постојана контрола на квалитетот на матиците и секако да ги замениме неквалитетните матици. Потребно е обележување и евиденција на матици. Знаете, со 5 години со 5 различити бои се обележува, да не должам многу. Обележувањето е многу важно, сите матици да бидат обележени во пчеларникот, за да ако дојде случајно до некоја тиха замена на матицата, да не ја ликвидираме младата матица, одма ќе забележиме, ако не е бележена, дека е сменета матицата, фактички. Ова за младите пчелари повеќе се однесува како до квалитетни матици. Во почетокот на пчеларскиот век на секој пчелар, секој млад пчелар оди со купување на матици, за да покасно кога се едуцира и стекне некое искуство, матици од сопствено производство си произведува сам за себе. За да произведе матици, тоа е една комплексна работа, треба секој пчелар, барем младиве, да си направи некој план, стратегија и секогаш да се раководи од начелата зошто го тоа прави, има ли сврха некоја, кога треба тоа да го направи, што се треба да направи, да го осмисли целиот проект од А до Ш и да го запише на некој ливче и на крај како сето тоа треба да го направи. Старите искусни пчелари тоа по дефолт го прават без планови, без стратегии и немаат проблеми со тоа. За
почеток треба да се добро подготват младите пчелари, да целокупен материјал и опреми се да предвидат што ќе им треба да се изврши дезинфекција на истите. Тука пред се спаѓаат нуклеуси во кои ќе ги ставајаме матичниците или матиците оплодени, мини оплодњаците, ова дел од мои мини оплодњаци и ова. Ова го поминавме, реков, за ентер апаратот за производство на матици, ни се потребни кафези, овие кафези за заштита на матичници во рам инкубатор, ни се потребни овие кафези, блокатори, чаурки за производство на матици и ред други работи. Не е се наброена за да не губим многу време. Следи од... Ме слушате ли? Добро, да продолжам, знам. Вози. Значи, ако одиме по план, следи реализација на тие предвидени активности и после некој време добивање на некој финален производ во вид на овакви матичњаци кои треба понатаму да ги процесуираме, да ги ставиме во пчелните семејства, во оплодњаци како матичњаци или изведени матици понатаму. Значи, целиот овој процес во многу литератури производството на матици е наречен како рапсодија во пчеларство. Сега да поминеме, кога веќе сме дошле до матици во матичниците, да поминеме на конкретно на темава за додавање на матици. Некој се вклучува. Значи, нека се исклучи некој се сметна. Гледате, ме слушате ли? Дали ме слушате? Слушамо те. Добро. Значи, како што пише овде на слайдот, не постои начин за 100% успешност на додавање на матичник или матица, било да е спарена, било не спарена. Тоа секој од нас го има осетено. Не може никој да се пофали дека 100% до сега има успех при додавање на матица. Затоа овој процес зависи од многу коцкици во мозаикот треба да се сложат за да биде успешно додавање на матицата и можам слободно да кажам дека тоа е една врста уметност во пчеларството. Како што е производството рапсодија, ова е навистина уметност. Да видиме во кој случај се додаваат матици во пчелните семејства. Значи, ако пчелното семејство останало без матица, треба да преземеме мерки да додадеме на истото матица. Ако сакаме да замениме некоја стара, неквалитетна матица, трутуша, било каква, во пчелно семејство додаваме најчесто оплодена матица. При појавување на лажни матици во пчелните семејства исто така интервенираме. При појава на болести, особено кречно легло, мора да смениме матицата. При формирање на нови пчелни семејства, дали да ги надокнадиме загубите евентуални или нешто за продажба, исто се додаваат матици и при правење на пакетни роеви исто така додаваме матици во новите пчелни семејства. Сега да видиме зошто го велам дека е ова уметност додавање на матица во пчеларството. Да видиме услови кои се потребни за да се додаде матица и да биде примено ствари матицата. Пчелното семејство мора да е без матица на тоа што му додаваме. Во спротивно нема да ја прими. Да нема повлечено матичњаци. Тоа мора да се води сметка, да се преконтролира друштвото пред додавање. Ако има диви матичњаци, нема да ја прими ни матицата, ни матичникот. Да нема лажни матици, исто така. Да има што повеќе млади пчели. Тие поубаво ги примаат и матичниците, ги прифаќаат и неоплодените и оплодените матици. Јас често го споредувам со тоа со некоја маќа ако дојде во некое семејство. Младите деца добро ја прифаќаат маќејата, големите што разбираат, бога ми, тешко ја прифаќаат.
Треба да има за време на додавањето на матицата или матичњаците добар внес на нектар и полен, во спротивно треба неколку дена пред додавање добро да се прихранува, за време на додавањето исто така со сируп да се оди. Треба да има поголни временски услови, сите знаете што се подразбира по тоа, да е времето мирно, тивко, без ветрови, да не има дождови, влажноста да е добра, температурата да е добра. Матице. Да, и така натаму. Пчелното семејство да не е предолго време без матица. Ако останало предолго време без матица, многу тешко прима и матичњаци и матици во било која форма, оплодени, неоплодени. Значи треба да се веднаш интервенира. Ако матицата е спарена и е добра, квалитетна, да е мирна, да е подобро се прифаќа во додаденото пчелно семејство. Ако матицата во оплодњакот во кој се оплодувала носела повеќе време јајца, созрела на некој начин, подобро се прифаќа во пчелното семејство. Ако има повеќе затворено легло во самото пчелно семејство, ако матицата се додава со нуклеус или оплодњак заедно со пчели, она спојување што го велиме преку новинска хартија. Молам? Некој праша нешто или? Не, некој е клучен, оставите, вози, тера. Клучен, добро. Значи преку спојување едноставно оној што го правиме на пчелни семејства преку новинска хартија. Подобро се примат, ќе видиме понатаму има слайдови како го ја практикувам тоа. Понатаму ако пчелното семејство не е вознемирено, ако е вознемирано поради грабеж, поради премногу задимување со топол чад, ако се удира во кошницата, пчеларот да е бахат, што велиме во работата, млати по кошницата, е нервозен, ако предолго е отворено пчелното семејство, се вознемирува пчелното семејство и потешко се прима матицата. Ако пчелното семејство не е во роева состојба, 3 до 4 дена пожелно е пред додавањето на матичњак или матица да не вршиме преглед на пчелното семејство, да е некако стабилизирано, смирено. Ако матицата е премачкаме со мед или со сируп да ја попрскаме, подобро се прима, ја лижат пчелите, се изедначува со мирисот и подобро ја примат. Ако матицата ја додаваме во кафез во кој претходните 12 часа била старата матица, значи не е лошо да се затвори во кафез старата матица 12 часа, се вади кафезот, се ликвидира старата матица, во него се става. И по можност, ако може да не се фаќа матицата со голи раце, да не оставаме наш мирис. Ако пчелното семејство претходно немало тиха замена, што значи ова? Може би некоја матица сме виделе извршила тиха замена и во меѓувреме ние го гледаме, вршиме преглед на пчелното семејство, гледаме дека старата матица слабо носи, раштркано легло, може би и трутовско, но во меѓувреме, кажам, се сменета матицата, ние ја наоѓаме старата матицата, ја убиваме, старата матица, бележена, и додаваме во кафез матичњак или оплодена матица, таа нема да биде прифатена за тоа што веќе има сотивка замена друга матица во семејството. Додавањето го вршиме доцна поплода, значи поубаво е да се пред вечер да се додаваат матичњаците или оплодените матици, затоа што ноќно време поспори се матиците, посмирени, не трчаат по рамовите, така што не постои опасност да се вклупчи матицата. Подобар е приемот на матиците ако сте произведени од ист пчеларник, одошто оние да се донесени од далеко некаде, со друг мирис.
ако пред додавање на пред додавање на матицата, пчелното семејство го попрскаме со некој мирис, сега да не е тој мирис некој многу јак, за да се изедначи мирисот во кошницата. Да видиме сега кои форми се при додавање на матица може да практикуваме. Значи, додавање на зрели матичњаци, тоа се матици во матичњаците, додавање на неспарени матици и додавање на спарени матици. Додавање на зрели матичњаци. Значи, пред додавање на овие матичњаци, треба уште една последна проверка да извршиме на овие диви матичњаци, за да не ни се случи да некоја матица од тие матичњаци излезе и да ни ги сруши сите во рамка добрите матици. Треба навремено да ги распоредиме сите матичњаци. Тоа најубаво, најдобар термин е 13 или 14 ден од несењето на јајцето, односно од 10-11 ден од преседувањето на ларвата. Значи, тогаш се зрели, може полесно да се манипулира со нив и не постои некоја поголема опасност да се повредат или да настрадаат. Треба да се изврши селекција на матичњаците и да се утврди бројот на матичњаците. Овие не се мои фотографии, позајмени се од интернет. Значи, треба да ги елиминираме сите мали матичњаци, па и предолгите да ги елиминираме, затоа што тоа се обично Времено е стопирано тргувањето со матицата акции се има спуштено. по барање на комисијата за хартија од вредност. Ајде, молам, исклучите се. Значи, и големите, долгите матичњаци треба да ги на некој начин елиминираме, затоа што при некој потрес матицата е спуштена подоле од храната, млечот што е, и они го надоградиле матичњакот и фактички матицата е останата без храна, така да 100% е угината. Тенките, споените матичњаци исто така, по пример на овој, треба или да ги раздвоиме или да ги елиминираме. Само да ги оставиме најквалитетните матичњаци, вака треба да изгледат од прилика. Многу треба внимателно да работиме со матичњаците. Тие не треба да се превртуваат, да се удираат, да се тумбаат, не треба да се... Треба да бидат секогаш во природна вертикална положба. Да не се тресат пчелите од рамките со матичњаците, како обично кога тресеме пчели, туку со четка да ги отстраниме пчелите нежно, без да матичњаците да ги повредиме. Да не се остават матичњаците на сонце или на ладно место. Треба секогаш да ги покриваме со влажна крпа ради влага. Транспортот на матичњаците да биде во кутии од стиропор и да не е подолг од 10 часа. Значи, некој стиропор парче ќе најдеме, бушиме рупи 2 сантима длабоки и 15 мм доволно е да се широки. Се става на дното на рупите малку вата, памукче, и се редат матичњаците од рамката кога ќе се извади од гајвачкото друштво и кога ќе се наполни кутијата, се прекрива со влажна крпа и може да се транспортираат понатаму. Формирање на оплодњаци, додавање на зрели матичњаци. Ја обично вакви оплодњаци 5-рамкови користам. Користам и овие троделни, каде на сите 3 страни има легло, има на сите 3 страни отвор, излез за матицата и за пчелите. Значи, на кој начин го формирам ја оплодњакот за да става матичњак? Една рамка затворено легло, една рамка храна, да има добра храна, полен и мед,
и една рамка извлечено саќе, евентуална сотна основа, тоа се да биде заедно со пчелите пренесено во новиот оплодњак што го формираме, и доколку не се покриени рамките премногу со пчели, да има малку пчели, стресуваме што една-две рамки од други пчелни семејства да го појачаме оплодњакот, водејќи сметка да не пренесеме матица од тие друштва. Прихраната на оплодњаците обавезно да биде со тврда прихрана, со погачи, да не биде со сируп, затоа што може да дојде и до грабеж. Откако ќе го направиме на оваков начин оплодњакот, тоа го правиме во пладневните часови, навечер, после 5 до 6 часа, ставаме 1 до 2 зрели матичњака во оплодњакот, на ваков начин, помеѓу леглото и храната. Ова слика не е моја, позајмена е, затоа што ова тема околу Нова година дознав дека е ова тема, па немав можност да сликам и своји фотографии да презентирам. Вака отприлике треба рамката да изгледа, што ќе се стави во овој оплодњак, со доста затворено легло, млади пчели кои излегуваат од леглото. Ова не е многу покриена, затоа велам може да се стресат пчели од други пчелни семејства да се појача. Потоа следува дислоцирање на оплодњаците на 4 до 5 километри од стационарниот пчеларник. Може да останат и тука, али пожелно е да се дистанцираат на 4 до 5 километри, за да се оплодат со туѓи трутови и да добиеме поквалитетни матици. После 2-3 дена, зависи кога се ставени матичњаците, вршиме проверка за излезност на матиците. Сите знаете, доколку е на врвот прогризен матичњакот, 100% излезена матицата од него, доколку е од страна избушен, значи матицата не е примена, уништена и треба да се превзема други мерки. Ево овие оплодњаци може да ги користиме во повеќе турници, кога ќе одземеме веќе оплодена матица, повторно се додават и така до 4-5 турници обично одат. Додавање на матичњаци во обезматичено пчелно семејство или во нормално пчелно семејство, кога сакаме да промениме некоја неквалитетна матица, ја пронаоѓаме матицата во пчелното семејство, ја ликвидираме и после 5 до 6 часа во вечерните часови додаваме 1 до 2 зрели матичњака. Постапката е исто како и во оплодњаците. Додавање на неспарени матици. Ова јас го практикувам повеќе со овие мини беби оплодњаци, со или без рамки кога ќе ги формирам. Еве, вака изгледаат тие со 4 рамки, обавезно се става храна во една чашка од јогурт и во другата вода се става со сунгирче за да не се дава пчелите. Полнење на формирање на оплодњаците го вршам со тресење на пчели, попрскување и со додавање со некоја трпка или со канче некоја од јогурт. Се додават 1 до 2 канчиња пчели. Ова рамка ја ставам за полнење на оплодњаци, ставам на силните пчелни семејства со матична решетка одоздола. Тие ги полират рамчињата, ги дополнуваат некои со храна и ги запоседнуваат со пчели и отидам само, вадам запоседнати рамки со пчели и полнам оплодњаци. Полесно ми оди така, веќе имам припремено материјал. Ако ги полнам оплодњаците без рамки, обавезно треба доле да се стави тесто, погача, и тоа тесто да биде покриено добар дел со новинска хартија, за да не се лепат пчелите, да нема загуби на пчели. После формирање
на овие мини оплодњаци ги ставам во сува, темна и мирна просторија да отстојат, да се социјализират, да се стабилизират, да се смират 48 до 72 часа и потоа додавам неспарена матица која веќе ми е припремена во некој одгојувачко друштво и веќе изведена во тие кафези, што покасно ќе ги видите во рамката инкубатор. Тие матици треба веднаш по излегување да се додадат, да не бидат постари од 3 дена, зашто нема да ги примат сигурно. Подобар прием на неспарени, подобар е приемот на неспарени матици отколку на матичњак. Еве вака со директно додавање во оплодњакот после 48 или 72 часа, тој кафе со изведена матица го прислонувам на регулаторот. Ова и матицата излегува и се влегува во оплодњакот без проблем. Само овдека ми е обрнат кога сликав, наопаку ова страна оди прислонета на регулаторчето. Пошто ова долната е затворена. Исто така се врши дислокација ради подобро спарување на матиците, дислокација на овие мини оплодњаци на 4 до 5 километри. Неспарени матици исто така обично се додаваат во пакетните роеви кои ги правиме за продажба. Значи се полни пакетниот рој, се попрскуваат пчелите и се додава неоплодена матица, се затвора и најобично оди на продажба. Сега да видиме нешто за околучување на овие зрели матичњаци, на несперени матици во рамки, кафези со рамки, во рам инкубатор. Ова е моја фотографија. Значи, пред излегување зрелите матичњаци 13 до 14 дена, за да не излезе некоја матица и сите да ми ги сруши, ги ставам во овие витлер ги викаме кафези, со капка мед или со многу мало парче храна долу. Обично пчелите си ги хранат преку овие рупици, ги одржаваат матиците кога ќе излезат од матичњакот, но се дешава во потрага по храна излезената матица да се врати во матичњакот кај млеч во потрага по храна и тука да се заглави да не настрада. Значи ова исто се ваквите направени рамки изолатори се чуваат обично во одгојувачкото друштво или во нуклеус со 4 до 5 рамки или над некое јако пчелно семејство. Ова реков веќе во кафезот се става храна, тврда или една капка мед, само да не водиме сметка да не ни се разлие медот, да не се залепи матицата. И ова што го реков, подсекување на матичњакот, скратување, зашто матицата ќе се врати во кафез по млеч и може да се заглави и да настрада. Предности и мани на беби оплодњаците. Значи, мини оплодњаците се поекономични, што се однесува до фондот на пчелите со кои треба да се полнат. Обично се полнат, зависи од големината и од колку јако оплодњачи ќе направиме, од 50 до 150 грама пчели или 1 до 2 канчиња ставljаме пчели во мини оплодњакот. Понатаму полесни се за работа и за транспорт. Помалку просторни за земаат, зимуски за чување. Това се предностите, но маните се што оплодените матици, што ми се ова појави? Оплодените матици имат многу мал простор за полагање на јајца и така може многу тешко да се оцени квалитетот на матицата.
Мана на овие мини оплодњаци исто што спарената матица може да остане само она за 3 дена, не може повеќе зашто ќе ги залегне рана, рамчињата мали се, мал простор за несење и може да дојде до изројување. Обично така и доаѓа, ако не се одземе на време. Мора да бидат во сенка за да не се изројат и се подлежни на грабеж. Мали се, не може да се бранат, се подлежни на грабеж. Предност на големите оплодњаци овие со 3 рамки што ги објаснуваш правени, што имаат поголем простор за матицата да несе јајца, со самото тоа да се оцени и квалитетот на матицата, дали е добра или не е добра. Дали ќе продолжуваме да ја додавам или не. А друга предност е што можат самостојно да екзистират. Тука има од сите генерации пчели, и стари, и млади, и водоноши, и полен што донасаат, и нектар, и се. Додека мини оплодњаците се вржани за прихрана, стално треба да им ставаме во канчињата или погачи од згора, не можат доволно храна да обезбедат. Од овие големи оплодњаци може да се одзема легло, да се појачуваат или да се формираат нови оплодњаци. Ако е добра матицата, има да полно залегнато, може да се одземе некоја рамка, да се појача